Цело време се држат, време не биле правление. Добро, уреду, 87-ма, ама тогаш нааму тие го менуваа својот статус. Следна работа. Цело време обвинителот вика, тие цело време се воделе како времени објекти. И јас викам, добро, ај кажете ми кај се воделе како времени објекти. По ниеден документ во катастар, нити во имотен лист, нити во евиденционен лист, тие објекти не се водат како времени. Нигде во историјатот, нигде не е забележано дека тие објекти тамо некогаш на таа парцела имало времен објект. А што е интересно, следната работа ја нема ни во имотните листи, ни во движењето, уверението за движење на катастарските парцели не постои. Значи ние нема од кај да го најдеме тоа, кај да го провериме. Следната работа, во оваа постапка учествуваат повеќе институции. Учествува геометарот и врз основа на геодетските подлоги иде на лице место и мери. Тој на лице место, ако гледа времен објект, тој не може да ти го црта тебе за легализација, гледа времен објект. Катастарските подлоги посебно се означува времен објект, посебно диво изграден објект, посебно легален објект. А диво изграден објект се означува како правоаголник, штрафиран, два агли има винкла. Ео е. Сите објекти што сме легализирани имаат оваа ознака. Ако грешеле моите службеници и јас, нема да погреши геодетот кој го правил лаборатот. Катастар повторно ги проверува документите. Целата документација иде у правобранителство. Правобранителство се проверува. Ако има било каков недостаток, правобранителство ќе ни го врати предметот назад. Правобранителство дало согласност и правобранителство вика постапката е водена согласно закон.